На самиот прак од револуционерниот Илинден, неизвестно кој од државниот врв, по повод националниот празник 2 август, традиционално ќе се обрати од Мечкин камен во Востаничко Крушево. Талат Џафери заради нарушената здравствена состојба се уште се наоѓа во болница, а најави за негова замена до денеска нема. Иако годинава заради познатите состојби условени од пандемијата, празничната програма ќе биде скратена и ќе се одвија под веќе познатите посебни здравствени протоколи. Треба да одржи говор председател на собранието, меѓутоа не знаеме со ново настаната за состојба, најверојатно ќе има некој друг кој би го заменил или може и тој да дојде, во зависност од здравствената негова состојба, му посакувам брзо опоравување пред се. Од друга страна, домајкините верни на традицијата за достојно одбележување на овој историски датум, постара од 3 децении, велат дека се подготвени за големиот празник. Но исто така тие не ја испуштаат приликата, а се пожалаат дека и покрај исклучителните историски, културни и туристичко-угостителски потенцијали со кои располага нивниот град, Крушево останува да ја живее својата сурова реалност и се повеќе да биде град на старци и на пензионери, бидејќи младите бегаат без видлива намера да се вратат. Повеќе град на пензионеријата. Младиш немат. Нема. Зошто нема младиш? Емо ти бегат, нема екзистенција. Нема работа. Работа немат. Нема, да имаше некоја фабрика да се отвореше од 200-300 души, ќе се запослај, ќе живееше градот. Ради тоа што нема работа. И мора негде да ода, дали Прилеп, дали Скопје, дали Битола, повеќето Скопје ода. И ради тоа што немат пари, мора негде да појдат за да работат. Никаква работа нема во Крушево. Тешко за вработување. И ако се најди работа, платата минимална. Нема големи плати. На големо се иселуваат. Кој ќе најди подобро, бегаат. Зошто нема работа или? Па се затворија со транзицијата, имаше 2-3 фабрики, се затворија и Инаку, според претходно утврдената програма, в недела на самиот ден на националниот македонски празник, кога се одбележуваат 117 години од историското Илинденско востание и 76 години од Асном, чествувања ќе има во меморијалниот центар во Пелинце, каде ќе се обрати председателот на државата Стево Пендаровски. Во Скопје, каде свое обраќање ќе има председателот на владата Оливер Спасовски, и во Крушево, каде требаше да се обрати Талат Џафери.